Трето едукативно видео. Како се креираат парите? Всушност, постојат три типа на пари кои ги користиме во економијата. Како член на јавноста, веројатно сте користеле само два од нив. Наједноставниот облик е готовина. Банкноти од 5 фунти, 10 фунти, 20 фунти и 50 фунти, како и металните монети кои повеќето од нас ги имаат во паричниците во било кое време. Како што веројатно знаете, само владата, преку Кралскиот монетен завод и Банката на Англија, има право да ги создава овие. Ако се обидете сами да ги направите дома, многу брзо ќе ви се појави полицијата на вратата во 2 наутро. Сега, замислете дека треба да платите кирија, а вашиот собственик има сметка во друга банка. Кога ќе се логирате на интернет банкарството и ќе извршите плакање кон собственикот, вашата банка мора да префрли пари на банката на собственикот за да ја исчисти и комплетира трансакцијата. Се разбира, банките не сакаат да ги прават овие плаќања меѓусебно во физичка готовина, затоа што носењето на толку пари е опасно, дури и ако користат заштитени возила и чувари со панцири и шлемови. Наместо тоа, тие користат еден вид електронски пари, наречени резерви на Централната банка. Запомнете го тој израз, бидејќи ќе го користиме многу во овој видео. Резервите на Централната банка се всушност електронска верзија на готовина и банките ги користат овие електронски резерви за да прават меѓусебни плакања. Резервите на Централната банка се создадени од Банката на Англија, подоцна ќе објасниме како и тие можат да бидат зачувани само во сметките што големите банки ги имаат во Банката на Англија. За да добиете една од овие сметки во Банката на Англија, мора да бидете банка. Така што, како членови на јавноста, не можеме да ги користиме резервите на Централната банка. Ние мора да користиме физичка готовина. Значи, првите два типа на пари се готовина и резерви на Централната банка. Запомнете дека резервите на Централната банка се како електронска верзија на готовина која само банките можат да ја користат за меѓусебни плаќања. Третиот тип на пари е вид на пари кои не се создадени од Банката на Англија, Кралскиот монетен завод или некој друг дел од владата. Овој трет вид на пари се парите кои ги имате во вашата банкарска сметка. Овие пари се само броеви во компјутерски систем. Банкарите и економистите овој вид на пари го нарекуваат со термини како банкарски депозити, депозити на побарувачка, видеодепозити или банкарски кредит. Овие термини значат речиси исто и се користат наизменично. Може исто така да се наречат банкарски обврски. Ова е сметководствениот термин, бидејќи овие пари се обврска на банката кон вас, односно нешто што банката треба да ви го врати во одреден момент во иднина. Во правна смисла, броевите во вашата сметка не се навистина пари. Но и покрај тоа, тие служат за истата цел како 10 фунти и 20 фунти кои можеби ги имате во вашиот паричник. Овој тип на електронски банкарски депозити сега сочинува повеќе од 97% од сите пари што се користат во економијата на Обединетото кралство. Помалку од 3% од паричната маса е готовина создадена од владата. И сите овие електронски банкарски пари се создадени од банките, како што ќе објасниме сега. Ајде да го прегледаме повторно моделот на мултипликаторот што го видовме во последното видео. Сетете се дека тој го опишува монетарниот систем како систем кој има основа наречена основни пари. Во поедноставената верзија, основата е составена од готовина. Во реалноста, оваа основа не се состои само од готовина. Тука се и електронските резерви на Централната банка, што банките ги чуваат во своите сметки во Банката на Англија. Но, точно е дека оваа основа е составена од пари, било да се готовина или електронски, кои се создадени од Банката на Англија или Кралскиот монетен завод. Сега да погледнеме кон врвот на пирамидата. Остатокот од пирамидата е составен од третиот тип на пари, електронските пари создадени од банките. Така, пирамидата е поделена на основа од пари создадени од владата и кула од пари создадени од банките на врвот. Сетете се дека кажавме дека оваа пирамида теоретски е ограничена од односот на резервите. Но, всушност, нема однос на резервите и тоа не постои веќе години наназад. Ова значи дека вкупната количина на пари во економијата навистина не е ограничена. Таа може да продолжи да се шири без да дојде до врвна точка. Значи, пирамидата е всушност
pogрешен облик за да го опише монетарниот систем. Во реалноста, тоа е поблиску до балон од пари создадени од банките, обвиен околу помал балон од основни пари. Во овој случај, основните пари се електронските резерви на Централната банка и готовината. Како што ќе видиме во ова видео, Банката на Англија има релативно малку контрола врз вкупната големина на балонот од пари создадени од банките. Таа навистина не може да контролира колку пари има во економијата, дури ако тврди дека може. Надворешниот балон на пари создадени од банките би можел да се прошири без контрола, а Банката на Англија не би можела да го спречи тоа, барем не во рамките на сегашниот монетарен систем. Го видовме ова да се случи пред кризата. Во 2006 година, надворешниот балон на пари создадени од банките беше 80 пати поголем од внатрешниот балон од основни пари. Мултипликаторот не беше 10 пати, како што сугерираат учебниците. Тој всушност беше 80 пати. И потоа, кога банките се испаничија за време на кризата и одбија да даваат кредити, Банката на Англија вбризга дополнителна количина основни пари во внатрешниот балон преку шемата позната како квантитативно олабавување. Но ова не доведе до огромно зголемување на големината на надворешниот балон. Во моментов, надворешниот балон, количината на пари создадени од банките, е само 14 пати поголем од внатрешниот балон. Ова покажува дека нема вистинска врска помеѓу количината на резерви на Централната банка, или основни пари, и колку пари можат банките да создадат. Што всушност влијае на односот помеѓу парите создадени од банките во надворешниот балон и готовината и резервите на Централната банка создадени од владата во внатрешниот балон. Што одредува колку пари се создаваат за економијата? Истражувањата што ги направивме сугерираат дека количината на пари што банките можат да ја создадат не се определува од односите на резерви, ниту од регулативите, ниту од контролата на Банката на Англија. Реалноста е дека вкупната количина на пари зависи од довербата на банките. Ако се чувствуваат сигурни, банките ќе создадат нови пари преку зголемено кредитирање. А кога се исплашени, го ограничуваат кредитирањето, што го ограничува создавањето на пари. Така големината на надворешниот балон навистина зависи од довербата и поттикот на банките. Или со други зборови, количината на пари во економијата зависи од расположението на банкарите. Со оглед на тоа што количината на пари во економијата може да ја одреди здравствената состојба на економијата, дали изгледа како добра идеја толку важна работа да зависи од променливото расположение на банкарите? Веројатно не. Како банките создаваат пари од ништо. Добро, да се вратиме на бројките во вашата банкарска сметка. Сите овие бројки се создадени од банките. Огромното мнозинство од овие бројки се создадени кога некој земал заем од банка. Ајде да видиме како тоа се случува. Еден клиент, кој ќе го наречеме Роберт, влегува во Barclays банка и бара заем од 10.000 фунти за подобрување на домот. Barclays проведува брза автоматска проверка на кредитоспособноста и одлучува дека клиентот може да се потпре на редовното плаќање на заемот. Клиентот потпишува договор за заем со кој се обврзува да ги врати 10.000 фунти, плюс каматата во наредните 4 години според договорениот месечен распоред. Овој договор за заем е правен документ што го обврзува клиентот да врши исплати кон банката. Ова значи дека е правен договор кој се смета дека вреди 10.000 фунти плюс каматата. Бидејќи тоа е средство, Barclays може да го евидентира заемот на својата билансна состојба. Ако досега не сте наишле на билансна состојба, не грижете се. Тоа е прилично едноставно. Билансната состојба има два дела. Едната половина ги евидентира сите нешта што банката ги поседува. Тоа може да бидат пари, други финансиски производи како обврзници, деривати, банкарски згради, компјутери и најважно заеми кои ги има дадено. Како можете да поседувате заем? Ако некој потпише договор со кој ветува дека ќе ви плати пари, тогаш тој договор вреди нешто. Тој се смета за средство на банката. Во случајот со Роберт, договорот што тој го потпишува, ветувајќи дека ќе плати на банката 10.000 фунти плюс камата во наредните неколку години, вреди барем 10.000 фунти за банката и затоа представува средство за банката.
Така, банката додава дополнителни 10.000 фунти на својата билансна состојба. Вака, билансна состојба на банка Barclays, чекориена. Средства она што должниците го должат на банката плюс парите на банката. Заем на Роберт плюс 10.000 фунти. Што е со другата половина од билансната состојба? Другата половина е тоа што се нарекува обврски. Ова е запис на се што банката им должи на други луѓе. На оваа страна ќе најдете запис на парите што банката ги позајмила од други банки или големи пензиски фондови. Ќе ги најдете и сите сметки на клиентите, затоа што, ако се сеќавате, салдото на вашата сметка е само бројка што покажува што банката ветува дека ќе ви плати кога ќе побарате да ги вратите вашите пари. Кога Роберт го потпишал договорот, ветувајќи дека ќе и плати на банката 10.000 фунти плюс камата во наредните 10 години, тој го направил тоа бидејќи сакал некои пари од банката. Така, банката создава нова сметка за Роберт, која е поврзана со неговата дебитна картичка и едноставно впишува 10.000 фунти во своите компјутерски записи. Овие 10.000 фунти се обврска на банката кон Роберт и тие се појавуваат на другата половина од билансната состојба. Обврски. Она што банката го должи на депонентите плюс нето вредноста на банката. Нова сметка на Роберт. 10.000 фунти. Сега кога Роберт ќе отиде на банкомат за да го провери салдото, ќе види 10.000 фунти кои претходно не ги имал. Сето што банката направила за да ги создаде овие нови пари е впишување неколку бројки на сметка. Не го намалила салдото на нечии туѓи сметки, ниту земала пари од пензионери за да ги префли на сметката на Роберт. Така, процесот на создавање комерцијални банкарски пари, тие се парите што ги користи општата јавност, е едноставен како. Прво, клиентот потпишува договор за заем, а потоа банката впишува бројки на нова сметка отворена за тој клиент. Овие новосоздадени банкарски пари представуваат нова куповна моќ, или пари, во економијата. Сега Роберт може да ги троши своите пари каде било во економијата, користејќи ја својата дебитна картичка, чековната книшка, интернет банкарски трансфери или дури со подигнување готовина од банкоматот. Меѓубанкарско порамнување. Едно плаќање. Но има мала компликација. Што ќе се случи ако Роберт ги потроши новосоздадените пари во продавница што има сметка во друга банка, например Lloyds? Ако ова се случи, тогаш Lloyds ќе сака да добие 10.000 фунти од вистински пари од Barclays. Barclays ќе треба да префрли 10.000 фунти централни банкарски резерви на Lloyds за да ја заврши трансакцијата. Забележте дека од перспектива на Lloyds, примањето трансфер од 10.000 фунти во централни банкарски резерви на својата сметка во банката на Англија е исто толку добро како Barclays да пристигне со камион и да остави 10.000 фунти во готовина, иако многу поудобно е за банките да имаат електронски централни банкарски резерви, отколку да се справуваат со таа готовина. Овој процес на меѓубанкарски плаќања се нарекува меѓубанкарско порамнување и е навистина важно да го разбереме, бидејќи е клучен за начинот на кој банките стекнале контрола врз целата понуда на пари. Прво, да го погледнеме наједноставниот пример на меѓубанкарско порамнување со само две банки и два клиенти. Роберт, откако го добива заемот, оди директно во продавница за градежен материјал и троши 10.000 фунти за се што му треба. На касата плака со својата Visa дебитна картичка. Еве еден поедноставен приказ на она што се случува зад сцената. Прво, машината за дебитна картичка на продавницата автоматски контактира со Visa и вели: "Ве молиме, наплатете 10.000 фунти на овој број на картичка." Компјутерските системи на Visa потоа контактираат со компјутерските системи на Barclays и велат: "Роберт се обидува да потроши 10.000 фунти со својата дебитна картичка. Дали тоа е во ред?" Системот на Barclays го проверува салдото на сметката и вели: "Да." Компјутерскиот систем на Barclays потоа го намалува салдото на сметката на Роберт за 10.000 фунти. Потоа, компјутерскиот систем на Visa контактира со Lloyds и вели: "Ќе ви испратам 10.000 фунти за сметката на продавницата за градежен материјал." Lloyds тогаш го ажурира салдото на сметката на продавницата за градежен материјал за 10.000 фунти. Но важно е што кога собствениците на продавницата ќе се најават во своето интернет банкарство, ќе видат две бројки.
Едната вели салдо на сметка, а другата вели достапно сега. Следните неколку дена по посетата на Роберт во продавницата, салдото на сметката ќе биде за 10.000 фунти повисоко достапно сега салдото. 10.000 фунти што Роберт ги потрошил не се достапни за продавницата за веднаш да ги потроши. Зошто? Па, зад сцената, Barclays треба да се порамни со Lloyds. Кога Lloyds добива порака дека некој потрошил 10.000 фунти во продавницата за градежен материјал, ја ажурира нивната сметка и потоа го повикува Barclays со порака «Испратете ми ги парите». Barclays би можела да се порамни со Lloyds со испраќање 10.000 фунти во готовина. Но во реалноста тоа е само непријатност за двете банки. Тие би требало да најдат место за чување на готовината и комбе со обезбедување за нејзин транспорт. Наместо тоа, Barclays ќе се порамни со правење трансфер од 10.000 фунти од својата резервна сметка во банката на Англија на резервната сметка на Lloyds во банката на Англија. Откако Lloyds ќе добие 10.000 фунти на својата сметка во банката на Англија, тогаш ќе го ажурира достапното салдо на сметката на продавницата за градежен материјал. Меѓубанкарско порамнување. Повеќе кратни плаќања. Сега ова беше едноставен пример кој вклучуваше само едно плаќање меѓу двајца клиенти на банки, Роберт и продавницата за градежен материјал. Вклучени беа само две банки. Но во Обединетото кралство во моментов има околу 50 милиони луѓе со банкарски сметки. Некои од овие луѓе прават повеќе од едно електронско плаќање дневно. Тие користат над 50 различни банки. Всушност, секој ден се прават повеќе од 60 милиони трансакции меѓу банкарски сметки во Обединетото кралство, преку различни платни системи како Visa, Mastercard, директен дебит и онлайн банкарски трансфери. Ако банките би требало да поминуваат ни сите тие чекори од примерот со Роберт, секој пат кога некој купува сендвич од супермаркет, користејќи дебитна картичка, работите многу брзо би станале комплицирани. Но постои паметен начин за значително поедноставување на целиот процес. Се нарекува мултилатерално нето порамнување. Кога многу поединци и бизниси прават плакања меѓусебно, тоа значи дека многу пари се прелеваат меѓу различните банки. Затоа банките, особено со системи како BEX, кој управува со директни дебити и трансфери направени преку интернет банкарство, го прават следново. Прво, тие ги внесуваат сите плаќања во голема компјутерска база на податоци, без при тоа реално да се движат пари, ниту готовина, ниту централни банкарски резерви. Потоа на крајот на денот или на секој неколку часа тие спроведуваат процес за поништување на што повеќе од платежните текови. Например, замислете дека клиент на Lloyds испраќа наемнина 350 фунти на сметката на неговиот станодавач во Barclays, но истовремено клиент на Barclays испраќа своја наемнина 400 фунти на својот станодавач кој е во Lloyds. Овие две плаќања речиси целосно се поништуваат, така што по поништувањето или нетирањето според службениот термин, единствената сума што реално треба да се префрли е 50 фунти од Barclays на Lloyds. Бидејќи милиони плаќања се поништуваат преку овој систем, износите што всушност треба да се префрлат меѓу банките на крајот на денот, обично се само мал дел од вкупната вредност на направените плаќања. Поради ова, иако во 2007 година клиентите на RBS има речиси 700 милиарди фунти на своите сметки, самата RBS имаше само 17 милиарди фунти, што можеше реално да ги користи за плаќања во име на своите клиенти. Овие 17 милиарди фунти беа сосема доволни за вкупните нетирани плаќања што банката би требала да ги направи на крајот на секој ден. Фракциско банкарство со резерви. Овој ефект на поништување значи дека на банката е потребна само многу мала сума достапни пари во споредба со вкупниот износ што им го должи на своите клиенти во било кое време. Тие знаат дека секое плаќање што го прават кон други банки, веројатно ќе биде поништено со плаќања што доаѓаат од други банки кон нив. Некои денови клиентите на банката ќе потрошат повеќе отколку што ќе примат и на крајот на денот банката ќе мора да префрли дел од своите пари кон други банки за да ги порамни тие плаќања. Но во други денови клиентите ќе примаат повеќе во форма на плати и други приходи отколку што ќе потрошат и
Банката ќе заврши со примање пари од други банки на крајот на денот. Со текот на времето, вкупниот износ на пари што е потребен на банката не се менува многу. Единственото време кога навистина би биле потребни сите пари што им ги должи на своите клиенти е ако клиентите се испаничат и побараат да ги повлечат сите своји пари одеднаш. Ова е токму она што се случи со Northern Rock во Обединетото кралство и Ваковија во САД. И тоа може многу брзо да уништи една банка. Овој процес е причината за појавата на терминот фракциско банкарство со резерви, бидејќи банките држат само доволно пари за да можат во секое време да им исплатат дел на своите клиенти. Сметки за резерви и бруто порамнување во реално време. Разговаравме за резервите на Централната банка што банките ги чуваат на своите сметки во Банката на Англија. Овие сметки за резерви не чуваат готовина, само електронски резерви на Централната банка. Важно е да се разбере дека иако резервите на Централната банка се создадени од Банката на Англија, тие се уште се само бројки во компјутерски систем. Овие бројки се складирани на датотека слична на Excel табела и можеме да создадеме милијарда од нив за толку време колку што е потребно да се внесе една милијарда. 150 милијарди фунти резерви на Централната банка се толку опипливи колку што се бројките на екранот, а целокупниот запис на балансите на резервите за Централната банка зафаќа помалку простор на хард дискот на Банката на Англија отколку просечна песна на MP3 плеер. Системот што ги евидентира сите овие резерви на Централната банка е познат во Банката на Англија како процесор за бруто порамнување во реално време, или RTGS процесор. Бруто порамнување во реално време значи дека секоја платежна наредба испратена до компјутерскиот систем се процесира веднаш. Ако се испрати плаќање од 100.000 фунти до системот, автоматски ќе се префрлат 100.000 фунти. Ова е во спротивност со мултилатералното непорамнување што го разгледавме претходно, во кое сите плаќања се редат, поништуваат едни со други и само крајната нето разлика се префрла. Кога плаќање ќе се обработи преку RTGS процесорот, тоа се смета за конечно. Исто така се смета за без ризик. Ако една банка му должи пари на друга банка, секогаш постои мала шанса дека нема да може да плати. Но, откако парите ќе стигнат на сметката за резерви во Централната банка, тогаш договорот е завршен, бидејќи држењето резерви во Централната банка е исто како држење готовина. Тоа е најсигурниот имот што можете да го имате. На крајот на денот, системите за мултилатерално нето порамнување ќе ги поништат сите помали плаќања меѓу различните банки, а потоа ќе му кажат на процесорот за бруто порамнување во реално време колкави треба да бидат нето разликите меѓу банките. RTGS системот тогаш ќе ги префрли резервите на Централната банка од банките што должат пари кон банките на кои им се должат пари. Рекапитулација. Да направиме преглед на се што опфативме досега пред да погледнеме што навистина одредува колку пари банките можат да создадат. Видовме дека учебникот модел за создавање пари сугерира дека постои основа од пари создадени од Централната банка или државата, врз кои комерцијалните банки можат да ја зголемат целокупната понуда на пари со постојано позајмување на истите пари. Сфативме дека овој модел всушност е потполно неточен. Нема природна граница до која може да расте понудата на пари, па затоа е подобро да го замислиме ова како два балона наместо како пирамида. Видовме дека банките можат да создаваат пари едноставно со внесување бројки на сметката на клиентот кога одобруваат заем. Кога ќе го потпишете договорот, банката добива средство кое го урамнотежува новиот долг што го создаваат кога внесуваат бројки на вашата сметка. Кога клиентот ќе ги потроши парите што туку ги создала банката и тие плаќања одат кај клиенти на други банки, тогаш другите банки ќе побараат од банката која ги создала парите да ги подмири трансферите со резерви од Централната банка. Но пред да се случи ова, платежни системи како BACS и Visa Debit ќе ги поништат плаќањата меѓу себе, така што само нето разликата на крајот на денот треба да се подмири, односно да се префрли меѓу банките. Ова нетирање значително го намалува износот на пари што банките навистина треба да ги чуваат во секое време.
За неколку минути ќе видиме што навистина го ограничува износот на пари што банките можат да го создадат. Но прво вреди да се праша дали бројките што ги создаваат банките навистина може да се сметаат за пари.